Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секогаш сум тука јас како ваш домаќин, Виолета Петровска-Перич, и денешниот мој соговорник со кој што ќе разговараме на една интересна тема, кој што веќе со мене во студиото. Веднаш ќе ви најавам, значи ќе говориме, ќе посветиме малку внимание на исхраната. Значи, на безглутенската исхрана, дали ни е само потреба или е модерен тренд. Значи, ќе кажеме многу детали околу тоа што представува безглутенската исхрана, што е целијаклијата. Потоа, кои се симптомите, значи и ред други работи кои што на некој начин ќе ви дадат многу информации во однос на тоа кој не треба да консумира безглутенски, кој не треба да консумира глутен, значи кому му пречи, кои се тие специфични симптоми кога ќе ни се појават во однос на проблемите со нашето здравје, кои што треба да ни посочат дека имаме проблем со глутенот и треба да го исфрлиме од исхраната. Се надам дека многу ќе биде интересна темава, уште повеќе што се работи за еден специфичен проблем во исхраната. За таа цел веќе со мене во студиото е Татјана Павлова, која што е магистар по нутриционизам. Драго ми е што си повторно дел од ваш термин. Добре дојде. Добро вечер, поздрав до вас и до гледачите покрај малите екрани. Так, се договаравме што нели да опфатиме денес, одлучивме да биде ова, бидејќи некако ми се чини, а и вие тоа ми го посочивте, дека многу луѓе имаат проблем со интолеранцијата на глутен. Така, значи не толерираат глутен во исхраната, имаат проблеми со здравјето. Па, ајде некако да направиме еден вовед што значи тоа безглутенска исхрана. Убаво кажавте дали е навистина здравствен проблем или е само модерен тренд. Так. Јас ќе го почнам разговорот со едно истражување правено во изминативе 5 години, кој што вели дека безглутенските производи 5 пати повеќе се трошат во последните 5 до 10 години. Значи, потребата да се биде фит, да бидеме во тренд со времето, да се допаднеме нели да бидеме атрактивни за социјалните медиуми, нас не тера значи да наоѓаме најразлични начини како преку исхраната сето тоа да го постигнеме. Так. Меѓутоа, токму кога што кажав, социјалните медиуми, маркетингот, одредени трговци и компании кои што безглутенската исхрана ја користат буквално како она алатка дека преку неа би постигнали идеална телесна тежина, наметнуваат интересот за безглутенските производи да биде доста пораснат. Па во последните години, значи, во едно истражување направено, од вкупниот број потрошувачи 15% се на безглутенска исхрана и кога ги прашале зошто, рекле токму заради витката линија. Додека 13% од вкупните потрошувачи имаат реална потреба од одстранување на глутенот од исхраната. А дали допринесува избегнувањето на консумирање на глутен, навистина да се доведе некоја нормална посакувана линија на нашето тело? Во текот на разговорот ќе споменеме и што е глутен и тука мислам дека најдобро ќе го објасниме. Меѓутоа накратко би кажала да, на некој начин глутенот кога ќе го отстраниме од исхраната, ги отстранува вишокот на течности од организмот. Не дека ни ги топи килограмите, меѓутоа ете, на некој начин допринесува кога веќе сме на некој режим на исхрана, доколку го отстраниме од исхраната, придонесува барем вишокот течности да се отстранат од организмот. Кога веќе велиме здравствена потреба да се отстрани организмот, познати се неколку нарушувања поврзани со безглутенската исхрана, тоа е автоимуното заболување целијакија. Со продлабочување на истражувањата се доаѓа до интолеранцијата на глутен и исто така значајно е да споменеме и алергијата на пченица. Тоа е значи трета состојба која што е поврзана со безглутенската исхрана. И сите тие три состојби се јавуваат како резултат на одреден имунолошки одговор на организмот. На ваков или онаков начин имунитетот е намален и реагира. Па постепено би ги поминале сите три состојби. Ајде да започнеме со целијакијата, како што кажавте, автоимуно заболување. Така, целијакијата некогаш била сметана како, ајде да не речам беззначена, меѓутоа некој вид нетолерантност на организмот кон глутен. Меѓутоа денеска представува значајно автоимуно генетско заболување, значи ќе го потенцираме на генетско заболување, кое што веќе станува и глобален проблем на светско ниво.
Значи, зборуваме последните некои статистички податоци од 1974 година, па до денеска 5 пати е бројот зголемен на заболените од целијакија. Значи, ако во одредени земји од 130 испитаници, сигурно еден ја има. А колку пак се и недиагностицирани. Поради тоа, на вистина, се повеќе зема замав и представува на вистина на светско ниво реален проблем целијакијата. Точната бројка во главном не се знае на заболени, меѓутоа се претпоставува дека 1% од светската популација го има ова генетско заболување. Во нашата република исто така немаме специфични податоци како се движат бројките, меѓутоа отприлика околу 4000 има заболени. А колку се па и недиагностицирани, зошто? Бидејќи целијакијата многу често е сокриена со некои други заболувања. Значи, го лечиме другото заболување, а не знаеме дека причината всушност ни е целијакијата. Целијакијата како првични симптоми, симптомите на целијакијата, значи ги делиме на два вида. Симптоматични и асимптоматични. И во зависност од возраста кога се јавува. Значи, можеме ние гените да ги носиме во себе, меѓутоа во текот на животот некогаш да ни се појави, како што споменав, со некое друго заболување. Или пак се јавува од 6-месечна до 18-месечна возраст кај дечињата. Како одат симптомите? Нешто се случува со нашата кожа или со нешто со системот на органите за варење? Што практично чувствуваат тие луѓе кои што имаат целијакија? Целијакијата е сконцентрирана во дигестивниот систем. Добро. Што се случува? Значи, како резултат на имунолошки одговор, значи консумираме храна која што содржи глутен, после тоа нашиот имунолошки систем реагира во себе, значи најпрво реагира трансглутаминазата, ткивната трансглутаминаза. После тоа доаѓа до фактички целијакијата е уништување на цревните ресички. Цревните ресички играат многу голема улога во нашиот организм. И при состојби на целијакија тие се уништуваат автоматски, значи ние страдаме од мал абсорпција на многу хранливи материи. Пропратен коморбидитет, би го кажала, заедно со целијакијата е анемијата. Значи се што консумираме не оди како што треба, не се абсорбира. Немаме цревни ресички, организмот не може да го обработи глутенот, доаѓа до воспаление на цревната микрофлора и тука, значи, настануваат големи грчеви. Значи, од симптоматските што ги спомнавме ова симптоми, значи грчевите, големите стомачни болки, подуен стомак, значи може да се јави диареја, значи и тоа интензивна диареја, поретко обстипација кај целијакијата, значи кај дечињата, затоа спомнав дека од 6 до 18 месечна возраст може да се јави, застој во растот може да се јави. Анемијата е проследена, па и други микронутриенти, поради тоа што цревните ресички се наши абсорбери. Всушност, они ги абсорбираат сите тие хранливи материи во организмот. Така, да. Кога велиме генетско заболување, ние во себе треба да носиме отприлика два вида на гени. Сега малку ќе навлезам во медицинскиот дел, меѓутоа накратко само да објаснам, бидејќи велиме генетско автоимуно заболување, ние во своите гени треба да носиме гени, како ги викаме, HLA-DQ2 или DQ8. Значи, доколку во своите гени ги имаме тие овие гени, значи потенцијалот да заболиме од целијакија е навистина голем. Исто така се јавува, доколку во фамилија имаме некој кој што е заболен од целијакија, значи можноста да заболиме е навистина голема. Реков, ги опфаќа двата пола, меѓутоа се јавува и во детството, но исто постојат случаи кога и во текот на повозрастните години може да се јави. И тука е најчесто прекриена со одредени автоимуни заболувања, како што е ревматоидниот артрит, гихтот, лупус и така натаму. А кои се атипичните симптоми? Атипичните симптоми малце се понеспецифични, значи
исто грчевите тука остануваат, болките во стомакот. Значи тука се појавува исто подуеност, може да се појави, замор, малаксаност и така натаму. И значи ги велиме атипични бидејќи се јавуваат во подот снежната возраст и се јавуваат заедно со некое друго заболување. И поради тоа ние секогаш, како што споменав преска, тргнуваме да го лечиме другото заболување, а не обрнуваме внимание што се случува во нашиот дигестивен систем. Значи воспоставувањето на диагнозата најчесто е од гастроентеролог. Тоа сакав да прашам, бидејќи секогаш кога станува збор за диагностиката, треба да се напомене како оди за секој проблем со здравјето. Значи, сепак треба да се упати една личност кај гастроентерохепатолог, па тој да ги направи тие испитувања. Така. Значи, тука постојат неколку тестови, најчесто се серолошки или хистолошки. Серолошки се претежно преку крвна слика, каде што се оние одредени параметри кои што се одговорни за целијакијата. Значи, тие се испитуваат, како што реков, висок ТТГ треба да има, и хистолошки најчесто се зема биопсијата од тенкото црево. Мора тоа да се направи? Да, мора тоа да се направи за да се утврди дека навистина имаме целијакија. И, пардон, се извинувам, значи терапија тука е исклучиво доживотна безглутенска исхрана. И гастроентерохепатологот би го препорачал тоа? Го препорачува тоа, да. Значи, исклучиво безглутенска. Меѓутоа, во состојбите на целијакија е многу специфично што навистина многу треба да се внимава на контаминацијата со другата храна. И заболените од целијакија мора да користат производи исклучиво кои што се забележени како глутен фри производи. После тоа кога ќе ги објасниме интолеранцијата, ќе споредам со сето ова. Значи, ова е едно, а симптомите на интолеранција на глутена сосем нешто друго. Се преклопуваат. Уште нешто што е значено, Британското здружение за педиатри што препорачало кај дечињата, значи кои што им се сомнителни дека има целијакија, значи кај нив најчесто се испитува дали ги содржат оние гени кои што ги спомнавме преска, дали имаат висок ТТГ, тоа преку сиромските испитувања, и во тие случаи они не прават биопсија на тенкото црево, него веднаш констатираат дека постои целијакија, значи ја диагностицираат како состојба. Значи тоа е нешто што е трајно на некој начин, траен проблем. Значи и треба да се внимава до крајот на животот да не се консумира глутен, да не се дојде буквално во контакт со А глутен. што ако, например, некој се случува нели да луѓето да живеат и во руралните средини, пак и да не се многу информирани, ние затоа и ги правиме сите овие емисии за да слушнат сите, да допрат до секого, нели ако некој се пронајде во овие проблеми со здравјето, ако консумира подолг период, а веќе го има ова заболување, може ли некој друг посериозен проблем да направи? Да, точно, значи сите оние кои што навреме не ја диагностицирале целијакијата, навистина можноста за смрт е поголема. Така. Прво, значи може да направи проблем во гастроинтестиналниот тракт, да предизвика некои заболувања? Точно така. И прво, симптомите се неподносливи. Значи, тоа се навистина јаки болки. Подуеност, буквално само стомакот е испакнат во некои ситуации. Значи, видливо, специфично и видливо. Тука што уште би напоменале во однос на целијакијата, контаминацијата со другата храна е многу значен. Како понатаму во текот на разговорот, значи тоа е во посебен дел како ние да се однесуваме кога веќе ќе дознаеме дека мора да го отстраниме глутенот од исхраната, понатаму ќе го објасниме тоа. А сега кои се симптомите пак на интолеранција на глутен? Ова зашто еве првично го најавивме на некој начин. Така. Интолеранцијата, да бидам искрена, таа сега се почеста појава. Може ли да констатираме дека секој од нас практично во некој период од животот може да стане интолерантен на глутен? Да. Значи, одредена намирница која прекумерно ние ја внесуваме, нашиот организам реагира и по некој период може да стане интолерантен. Значи, кај интолеранцијата на глутен, симптомите многу често се преклопуваат. Може да има гастроинтестинални проблеми, како што се
болките, може Така. да се јават, но не мора да значи. Така. Значи, тука подуеноста е многу специфична и карактеристична. Најчесто обстипацијата или запекот, постои диареја, меѓутоа во поретки случаеви, и нешто што е карактеристично за интолеранцијата, кога ќе консумираме храна која содржи глутен и ние после тоа сме толку уморни, Немаме енергија. немаме енергија, значи имаме проблем со концентрацијата, дури и до некои состојби со нервниот систем доведува. Значи доведува Значи, и до раздразливи. раздразливост, депресија, анксиозност. И како се констатира? Најпрво се прават истите тестирања кои што се прават Така, за за целијакија. целијакија и доколку сите тие се негативни, Добро. после се препорачува да се отстрани глутенот од исхраната минимум 3 недели. За организмот веќе така да да се се- навикне да се на навикне. новата состојба и после тоа да може, доколку повторно го внесеме и се јават проблемите, веќе нас не е потврдено. Меѓутоа сега веќе постојат и интолеранции на храна, исто така преку некои крвни параметри кои што лесно може да се дијагностицира дека сме интолерантни на глутен. Цело време нели говориме глутен. Ајде така некако и мене ме интересира што се содржи глутен во исхраната. Ја напоменавте пченицата. Да, Што само друго уште- еве содржи секојдневно ние вака нели се што консумираме на некој начин, барем ние што еве консумираме се, да речеме дека немаме проблеми со глутенот, што се содржи глутенот, Да. так. Значи, Каде се го има? Глутенот е протеин. Добро. По хемискиот состав Так. е протеин кој што се содржи во одредени житарки, кои што ние во секојдневната Постојано исхрана ги ги користиме. консумираме, Так. Дури и препорачан е нивниот внес, меѓутоа Да не е како и прекумерен. во која форма. Значи тоа е многу значајно. Глутенот е протеин кој што е содржан од две протеински форми, глиадин и глутелин. Значи него го имаме најповеќе во пченицата, значи најдобар. Така и во белите пеција претпоставам бидејќи се Така, што да. се прави од пшеница. Значи него го има во јачменот, во ршта, тритикале, спелта. Сега овесот е малку дискутапилен. Значи овесот сам по себе не содржи глутен, меѓутоа најчесто знае да се одгледува на нивите заедно со пченицата поради одредени агротехнички мерки и да дојде до контаминација. И поради тоа велиме, особено кога станува збор за заболени од целијакија, ако не е декларирано дека е глутен фри, дека не треба да се користи. Која е улогата всушност на глутенот во исхраната? Значи, како што спомнав, го има најповеќе во пекарските производи. И зашто велиме најдобра протеинска структура? Да. Тоа што е највкусно секогаш е. Ние сме такво поднебје што навистина јадеме пецива. Пецива јадеме, да. Така да, значи, која е улогата? Значи, кога сега лебот е познат производ, значи, откако постои човештвото, значи, уште пред нашата ера. Некако основна намирница секогаш се нарекува. Значи, луѓето приметиле дека мешавината на брашно и вода знае да даде некој убав и хранлив производ. Значи, од тогаш потекнува лебот. Так. И поради тоа му е она примарна улога на нашите трпези. Меѓутоа, значи, за убаво да нарасне пецивото, да има, значи, убава шуплина, да биде мекичко, е тука глутенот игра улога. И затоа велиме дека најчесто од производите добиени од пченица може да се добие, односно брашната добиени од пченицата, може да се добие оној највкусен и најмек леп. Меѓутоа, го има и во ршта, таму се вели дека е секалин. Го има во овесот, кај што се вели дека е авенин. И така натаму. Тоа е во споредба со латинското име на житарката и па и од таму името на протеинот. Так. Значи, во секој случај, оние кои што се интолерантни на глутен, не смеат да јадат практично се што е вкусно и сладко во однос на белите пецива и се што е направено од пченица. Додека алергијата на пченица? Алергијата на пченица, така. Значи, и ова е еден интересен момент. Алергиите на храна се специфични, значи ние во својот имунолошки систем треба да имаме оние IgE антитела.
за да бидеме алергични на одредена намирница. Сега ако отвориме страната на Агенција за храна и ветеринарство или општо ако се заинтересираме за алергиите на храна, тука не е само пченицата, тука постојат од прилика околу 10 до 12 намирници кои што создаваат алергија кај човекот. Меѓутоа на алергиите на храна најчесто се осетливи дечињата, каде што стручњаците велат, односно медицинските лица велат дека тоа е поврзано со недоволно развиениот имунолошки систем. Така. Значи кога ние ќе бидеме во затоа контакт, можеби се извинувам што прекинувам, кога нели едно дете треба да почне да се прихранува, се препорачува да се оди внес нели на една работа, да не е се наеднаш, нели да се види да не случајно има некоја алергија практично на нешто. Точно така. Значи кога станува збор за алергиите, симптомите се видливи веднаш. Што се случува? Ние внесуваме одредена намирница на која што сме алергични, нашиот имунолошки систем реагира, потоа лачи хистамин кој што е веќе во борба со алергиите и тука веќе имаме бурна алергиска реакција. Значи видливи се симптомите, најчесто може да се јават во вид на некоја асма. Кожен осип, како што е уртикарија. Говориме сега за пченицата? Да. Добро. Значи општо за алергиите, меѓутоа така, симптомите на алергија за храна, манифестира. Значи така се манифестира. За жал алергиите. Значи може и од пченица да се добие. Да. Реакција на дишните патишта или уртикарија. Или не само уртикарија, и други дерматолошки. Дерматолошки проблеми. Ринитис може да се јави, кивање и некој запнатост на нос. Она што е специфично за алергиите, што е точно. И за жал, значи алергиите на храна некогаш можат и да завршат со јаки анафилактички реакции. Да. Навистина е така, да. Да, навистина. Ми се чини дека во изминатиот период некако последни, ајде да кажеме 20 на години, тоа е толку многу застапено, најверојатно се должи на многу различни фактори, почнувајќи од сето она што го консумираме, колку е здраво и со што нели све како што кажавме контаминирано од воздухот и така натаму, можеби сето тоа се собира и се прилева чашата, пак се манифестира кај одреден алерген, дали е тоа пченица, дали е прашина, дали е воздух и така натаму. Но еве се надевам дека на ваков начин, нели со информирање до граѓаните и со помош на вас нутриционистите, луѓето можат да ги решат овие проблеми во однос на алергијата, поконкретно за глутенот, еве како што говориме и за пченицата. Да, токму заради тоа сакав денеска да разговараме, затоа што многу пати се случува на своја рака да си го тргнеме глутенот од исхраната, што не е баш некогаш паметна опција. Значи ќе разговараме понатаму за намирниците, ќе споредиме што содржат житарките кои што имаат глутен и што содржат житарките кои што немаат глутен, да видиме дека не е баш некогаш паметна опција заради одреден моден тренд ние. Често пати, да, се извинувам што прегон, често пати кога сум разговарала за одредени проблеми со алергијата, кога се вели, оние кои што ми биле, значи соговорници, чисто вака во некој неврзан муабет, нели не во емисија, ми посочувале дека ако нешто, кога ќе внесеш нешто, кога ќе го исконсумираш и кога ќе осетиш тежина во желудникот, значи дека таа храна или не ни одговара или ни предизвикува некаква алергија. Дали е тоа навистина така? Еве вие од ваш аспект како нутриционист, дали имате некои такви сознанија, ако нешто што ќе внесеме ни создаде некои болки во стомакот, во желудникот, некоја мачнотија, тешкотија, дали е тоа значи дека таа храна нам не ни одговара? Не ни одговара и тогаш би рекла дека е интолеранција, не повеќе алергија. Значи не подобро да не ја консумираме често на некој начин. Точно така. Например, еве има многу луѓе, барем ја што сум или како што кажавте, не ни дава енергија, ни создава поспаност, не прави разразливи. Тоа е фактички. Тоа е оној видлив симптом. Значи, баш кога ќе разговараме дали алергија или интолеранција, затоа ги одвојувам тие поими. Точно кај интолеранција, да. Значи и кај интолеранцијата токму како што ги спомнавме, тоа се навистина, како да ги објаснам, симптоми кои што нас не пречат во секојдневието. Така, да. Додека алергиските реакции се видливи, настануваат сега и одма. Сега и одма, дури се препорачува кај оние што се алергични на глутен, буквално брашното да не биде ни во близина, значи не сме ни да се вдише ни да се помирише. Значи, до тој степен може да даде таков имунолошки одговор може да даде организмот.
Така. Така да. Значи кога ќе се констатира, само да заклучиме за пченицата, тогаш се сврлаат сите работи дека имаме проблем алергиски. Да. Значи се сврлаат сите работи кои што содржат пченица од исхраната. Не само пченица, ги спомнав, значи пченица, јачмен, рж, овес, спелта, спелтата е многу актуелна житарка од која што се прави високо квалитетно брашно, точно. Меѓутоа, дури спелтата некаде имав прочитано дека содржи и повеќе глутен од самата пченица, да. Меѓутоа, навистина има голема хранлива вредност. Еве сега можеме конкретно да ги напоменеме намирниците кои содржат и оние кои што не содржат глутен. Ајде, што е глутен и да ги посочиме, да. За глутенот објаснивме дека е протеин кој што се содржи во овие одредени житарки. Во овие кои што ги напоменавме се содржи. Се содржи. Меѓутоа, глутенот не се содржи само во пецивата. Глутенот го имаме и на други места, како затоа ги велиме тоа се скриени форми на глутен на кои што многу мора да се внимава. Само ќе напоменам дека во Македонија, среќа, имаме друштво на целијакичари, здружение би го така се регистрирани како здружение и навистина е добро што постои, бидејќи сите оние кои што имаат некакви нејасноти, гледам, бидејќи ја следам на социјалните мрежи таа страна, навистина се обраќаат до тоа здружение и тука им се решаваат оние дилеми дали одреден производ е безбеден за консумација или не е безбеден за консумација. Па би кажале дека глутенот како стабилизатор, значи екстрахиран од пченицата, може да се најде во одредени ензими кои што се додаваат во исхраната, кои што би играли улогата на одредени стабилизатори, адитивите, значи конзервираната храна, тука многу често има. И поради тоа, значи секогаш треба да се внимава на онаа назнака клас прешкртан. Значи, дали ќе пишува или не пишува, вообичаено заедно со тоа знакче кое што стои на производите, пишува одоздола и глутен фри. Така. Така да многу често можеме да го сретнеме глутенот во одредени сосови. Како што спомна, значи има ензими кои што се ставаат во одредени пекарски производи кои што се на база на глутен. Така. Значи, многу работи. Многу работи, да. За кои што ние можеби не сме ни свесни. Токму ради тоа и сакав да разговараме денеска за оваа тема. Значи не е само не јадам леп, не јадам кифла, не јадам геврак или нешто слично, меѓутоа на многу други места може да се јави. Денеска велам дека дури треба човек толку да е стручен и да знае да ги прочита оние декларации. Значи навистина за така прилично големи декларации. Многу често, на пример, глутенот го има во одредени засладувачи. Така. Имаме гликозен сируп на база на пченица, гликозен сируп на база на јачмен, малтодекстрин. Дали во сите тие производи кои што содржат глутен, дали на секое би требало да стои и стои глутен фри? Ако е безбеден за користење, доколку фирмата која што го произведува тој производ се задолжила дека ќе ги почитува оние законски правила да произведува безглутенска храна, задолжително треба да стои. Поради тоа, значи, кога станува збор за целијакија, исклучиво мора да внимаваат на овие производи. Мора да биде глутен фри, мора да биде забележено. Зошто? Бидејќи со текот на времето, нели, ако имаме целијакија, па ние сме на безглутенска исхрана, оние цревни ресички што ги споменав преска, тие знаат да се вратат повторно во првобитната состојба. Меѓутоа, тоа не значи дека ние сме се излечили од целијакија. При повторен внес, значи нас не се јавуваат повторно тие симптоми. Така. Заради тоа, значи, во состојбите на целијакија, исклучиво мора да се внимава. Кога интолеранцијата во прашање, може би не би требало да бидеме толку ригорозни, меѓутоа повторно да се внимава. Што е со овесот? Да, овесот е многу интересна житарка, нутритивно богата, бидејќи ја има таа привилегија да содржи идеални диетални влакна, кои што ги викаме бета-глукани. Овесот и јачменот ги содржат тие диетални влакна, кои што имаат големи придобивки врз на нашето здравје, меѓутоа овесот има протеин кој што се вели авенин. И обично кај заболените од целијакија велиме во минимални дози дека треба овесот да се консумира и доколку, ете, например, одреден производ кој што има овес, како што се овесните снегулки, доколку не се декларирани дека се без глутен, воопшто да не се консумираат. Не, така. Значи да не си
како да кажем, да не се зимаме, да не се играме на некој начин, па да се обидеме да внесеме нешто за оние кои што значи за тие што проблем, имаат целијакија, зборувам, да. Добро. Потоа, а храна, која е храна пак не содржи глутен? Еве, цело време да говориме кој содржи, но кита што не содржи глутен? Што смееме? Еве, и тие што не знаеме, можеби дека можеби сме интолерантни на глутен, да можеме вака со сигурност да си ја консумираме оваа храна која што ни е посигурна и која што сега ќе ги ни е споменеме. побезбедна, безглутенска наречена. Има доста што да се консумира во однос на безглутенската. Дали ова секојдневно што го јадеме, гработ, грашокот, лиќата, компирот, оризот, дали содржат тие глутен? Ајде вака по категории да ги спомнам, да почнеме прво од житарките и псевдожитарките. Тука би го спомнала на прво место оризот, значи нешто што е од наше поднебје. Потоа иде киноата и амарантот, хелдата. Ете, за една зимска житарка ја спомнавме, исто така доста нутритивно богата. Овесот, доколку е деклариран, го спомнавме. Сега тука се веќе кртолестите зеленчуци, како што е компирот, сладкиот компир, значи целер, морков, цвекло, се тоа може да се влегува во онаа категорија безглутенска исхрана. Значи свежото овошје, морската риба, морските плодови исто така се безглутенски, сите видови на риба, месните производи, дури денеска има и сувомеснати производи на пазарот кои што исто така се забележани како глутен фри. Меѓутоа повторно ќе кажам, доколку не е забележано во сувомеснатите производи дека да не се консумира, бидејќи може да содржи некој пченичен протеин кој што се користи за згуснување, значи за добивање на тие производи. Мешункастите производи, убаво ги спомнавте, грав, грашок, леќа, тие исклучиво се користат во безглутенската исхрана и денеска веќе технологијата е до тој степен. Добро, значи имаат избор оние има, значи проблем со глутенот. Сега ќе се навратам на брашната кои што се прават од за да бидат на глутен. Млечниве само производи да потенцираме. Да, и млечните производи. Значи, меѓутоа повторно да се прочитат, да биде да глутен фри, бидејќи исто при ферментирањето на производите, како што се јогуртот и киселото млеко, значи може да постои одреден протеин, исто така, кој што е на база на пченица, да е ставен како стабилизатор или згуснувач. Најчест проблем кој што го имаат сите оние кои што страдаат од целијакија е тоа што мораат сами да си готват храна. Се уште на нашиот пазар не постои одредена декларирана ајде ќе ја кажам пекара која што произведува исклучиво безглутенски производи. И во тој случај велиме дека тоа не е безбедно, значи не може да се готви нешто кое што нема глутен ако претходно сме готвеле некоја храна која што има глутен. Меѓутоа денеска конкретно за да се надомести за да се надоместат протеините, многу често сретнуваме и брашна кои што се прават од мешункастите производи. Бидејќи тие ни важат за онаа категорија дека имаат висок процент на протеини во себе, а протеините се едни од главните макронутриенти кои што нас не се неопходни за живот и треба да ги внесуваме, така да денеска се повеќе постојат и брашна кои што се добиваат од овие производи. Претежно безглутенските брашна се на база на скроп, вообичаено пченкарен и пченичен скроп. Значи исто пченката, не знам дали ја спомнавме. Па не ја спомнавме, меѓутоа кога кажавме оние мешункасти плодови, претпоставам дека не, пченката е во житариците. Меѓутоа таа е безбедна, нема глутен. Безбедна, значи безглутенска е точно. Пченкарното брашно е безглутенско брашно. Така да тоа е доста распространето и доста се користи. Знаеа додека за овие што се бадимите, оривите, лешниците, тие се исто јаткастите плодови исто се безглутенски, точно. Само кога станува збор за сувото овошје, тука би обрнала внимание на сувите смокви. Тие знаат, значи, некогаш да бидат валкани во одреден вид брашно, за да не дојде до слепување кога ќе ги пакува. Значи да се внимава на смоквите, кога се купуваат. Од пијалаците, кои смееме да ги консумираме? И газирани и негазирани пијалоци може да се консумираат, безбедни се вообичаено. Значи, само да се внимава на алкохолните пијалоци како што е вискито и водката, бидејќи тие се произведени од јачмен.
Значи, а јачменот е житарка која што ја спомнавме, која што содржи глутен. Исто така од засладувачите може да се користат сите видови претежно мед, освен би го одвоила малтексот. Малтексот е јачменов сируп, така да и тој не е баш безбеден во однос на безглутенската исхрана. Сега говоревме цело време нели за лебот, кој што е основен нели на нашите трпези. Па што се треба да содржи еден квалитетен безглутенски леб? Како треба да се подготви, од што да се направи? Квалитетен безглутенски леб треба да го содржи сето она што го содржи и квалитетен леб кој што има глутен. Така, тоа би значило? Така, тоа би значило да има идеален однос на протеини, доволно диетални влакна, доволно минерални материи, односно витамини кои што на организмот би му дале првенствено енергија и хранливи материи. Значи, лебот ние претежно, не претежно, него го класифицираме во намирница која што содржи јаглени хидрати, а кога станува збор за јаглените хидрати, тие имаат улога на организмот да му дадат енергија. И поради тоа велиме дека најдобро е да се консумираат наутро. Споредено, значи со, еве ќе ја споредам хелјдата и пченицата. Така. Значи велиме дека од пченичното брашно може да се добие леб со најдобар квалитет. Меѓутоа, доколку тоа е рафинирано, не знам колку е нутритивната вредност, па и не му е баш богат. Меѓутоа, доколку се прави од целото зрно на пченицата, тогаш веќе зборуваме за квалитетен леб. Зошто? Затоа што сега ќе наброиме. Прво, пченичното зрно има многу добар однос на протеини. А кога бараме соодветна замена на сето тоа, еве ќе ја спомнам хелјдата како безглутенска житарка. Значи, она може да го снабди организмот со отприлика од 13 до 20% на протеини. Нешто е најблиска до пченицата. Но многу повеќе протеини содржи киноата и амарантот. Значи, они имаат дури и до 25%. Значи, кога станува збор за добар протеински состав, ете ги брашната од мешунките. Меѓутоа, од сите овие ние не можеме да добиеме убав волуменест леб. Така е, да. Така. Значи, како што си го правеле порано нашите баби. Да. Токму така, поради тоа, значи, баш затоа што во тие намирници недостасуваат онаа глутелинска и глиадинска форма кои што му даваат волумен на лебот. После тоа диеталните влакна. Значи, во обвивката на зрното постојат диетални влакна кои што играат многу голема улога во нашиот дигестивен систем. Точно и Светска здравствена организација дала препорака колку во текот на денот нив треба да ги консумираме. Исто така во обвивката на пченицата, па ќе ги спомнам сите зрнести култури, да не ги набројувам повторно, значи се содржи голем процент на витамини Б, на витамини А, што за жал во скробните безглутенски брашна на база на компиров и пченкарен скроб, нив ги немаме. И поради тоа технологијата воведува една метода што ја велиме дека е фортификација. Фортификација или збогатување. Па на пример многу често знаеме ние нели оние 4 семиња да си ги додадеме. Значи на тој начин значи лененото семе, сончогледовото, сусамот, семките од пченка и тоа е навистина една корисна постапка би кажала, затоа што на тој начин ние на лебот го збогатуваме со диетални влакна, доста витамини, микронутриенти, на пример може преку додавањето на семките од тиква да ги збогатиме со цинк. Сусамот содржи доста железо. Нели рековме целијакичарите страдаат од анемија. Па ете, тоа се некои алтернативни начини како ние тие микро и макронутриенти да си ги внесеме со додавање или збогатување на безглутенските брашна со. Ете, затоа е важна вашата улога како нутриционисти за сите овие работи, нели, што сега ние ги говориме во емисијава, да кога некој ќе има проблем здравствен, со интолеранција на храна, со некоја алергија на храна, да дојде кај вас и убаво вие да му објасните што се треба и како треба да консумира. Накој само бидејќи немаме уште многу време, да ги споменеме пак кои се проблемите ако ние сами нели според некој моден тренд како што напоменав на почетокот си го исфрлиме глутенот од исхраната. А немаме некоја интолеранција или проблем со глутенот. Прво, значи би кажала дека цената на безглутенските производи е двојно поскапа. Еве, ако споредиме дека едно брашно на рафтовите чини 260 денари, сега со новите поскапувања, не знам колку ќе биде. Така,
првично си го оптеретуваме буџетот. Така. Претежно производите безглутенски на нашиот пазар се увозен карактер. Значи ние немаме наше производство. Така. Трета работа што би ја спомнала, ги спомнавме бенефитите, сите оние корисни работи кои што ги содржат интегралните житарки, зошто ние организмот да си го лишуваме, да речем, од такви хранливи материи кои што можеме од интегралните житарки да ги добиеме, а да зимаме нешто што е помалку нутритивно квалитетно. Значи сето тоа мора само доколку имаме навистина здравствена потреба да не и биде све на своја рака, ќе апелирам да биде докторски потврден. Так. Значи без стручно лице да потврди, навистина мислам дека не треба да се ставаме да во не е таков тоа режим. само иницијативно, ние сами да се одлучуваме дека не треба глутен да внесуваме во исхраната. Така значи е. чисто само ако биде препорачено од лекар или пак ако имаме проблем како сите оние работи кои што на почетокот ги споменавте, целијакија, интолеранција на глутен, Алергија. така натаму алергија на глутен, на пченица, нели а пченицата исто содржи глутен, така да ако имаме проблеми со интолеранција на на било каква храна или пак алергија на било каква храна, тогаш да се консултираме први со докторот, а потоа и со вас нутриционистите за да ни одредите точно како ние да се храниме во однос на овие проблеми. Ако некој не сака, значи, добро, да се упати да испитува интолеранција или нешто така, слично, значи еве спомнавме преска. Да биде. 3 недели до 1 месец да се отстранат. Добро. Тие намирници кои што нас не прават проблем. Так. Доколку нас не е подобро, веќе можеме да се посомневаме дека така. ние имаме проблем со нив. Значи нешто што консумираме, а чувствуваме дека ни прави проблем во однос на дигестијата, во однос на сите оние работи кои што ги напоменавме, тогаш да почнеме сами да си ги со елиминационот. Така. Не ги споменавме, само накратко би спомнала дека многу често има такви случаи кои што една личност може да пројави алергија и интолеранција на повеќе работи. Значи истовремено да не поднесува лактоза, да има ете и јаткастите плодови ги спомнавме преска, они се голем алергени дури исто на така. овошје, и на зеленчуци, и на Ете, јас во својата пракса сум имала клиенти кои што се имаат јака реакција на печурки. А ете печурката на пример, пак ќе речам од она што можам да го прочитам на нашата страна на Агенција за храна и ветеринарство, не влегува во категорија на храна која што создава предизвикува. Да. Значи можеме и алергија можеме да јавиме на било што ни е алергија. Така да само оваа прилика ќе искористам токму поради овие нејасноти кои што би сакала на некој начин да им ги доближам на сите оние кои што се во дилема дали треба или не треба да го отстранат глутенот од исхраната. Во моментов сум посветена на пишување литература. Така. Значи, ајде заедно со академски кадар во соработка нели со академски кадар, се тоа да го ставиме во еден убав прирачник или стручна книга каде што сите дилеми би ги решили. Би ја навел кој што ќе си има проблем, ќе си го купи и ќе си знае. Так. Се што треба, сите детали. Ајде вие ќе се надевам дека ќе го многу скоро ќе го спакувате сето тоа, ќе го издадете и секако тука сум јас до нашите гледачи да го презентираме и да кажеме точно што све ќе содржи тој прирачник. Тања, ти благодарам за денес. Значи, уште еднаш да потенцирам до нашите гледачи во денешното издание на Ваш термин. Говоревме за глутенот, значи дали е практично добар да се користи во исхраната или е само модерен тренд или треба да се исфрли, кога треба, значи сите тие дилеми ги разјаснивме, а мој соговорник беше Татјана Павлова, која што е магистар по нутриционизам. За сите оние кои што не следат, ако не сакаат да искомуницираат со мојата соговорничка денес, веќе од утре ќе може да се јават во нашата телевизија и да добијат телефонски број. Ти благодарам уште еднаш, како за крај само уште една порака до нашите гледачи. Ви благодарам и на вас на поканата, баш ми беше драго кога станува збор за безглутенската исхрана, навистина. Така, многу време треба, брзо минува, кратко. Меѓутоа повторно ќе кажам, ништо на своја рака. Така, значи првин сите оние проблеми што ќе ги забележат да се консултираат со гастроентерохепатолог, а потоа ако тој констатира она што ние го
потенциравме дали целијакија или глутен и така натаму, тогаш да се обратат и до нутриционист. Ние сме тука токму поради тоа да направиме соодветен баланс и елиминација на сите оние намирници кои што прават проблем. Ти благодарам многу за денес. И на вас исто, се најубав. Почитувани гледачи, тука ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижите се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.